Во продолжение разговараме со представници од СОС Детското село. Темата е родова рамноправност во дејноста згрижување. Наши гости Валентина Димовска од СОС Детското село и Лила Шабановска, згрижувач. Добро утро. Добро утро. Интересна тема која што вие всушност ќе ја обработите утре, Валентина. Кој е поводот за 8 март и овие честитки кој што ќе може колегата ќе ни ја прикаже подоцна, ќе ја видиме како изгледа честитката кој што вие ја подготвувавте, како утре ќе го одбележите денот. Најпрво благодарам за поканата и за можноста да еве на овој начин споделиме што ние правиме по повод меѓународниот ден на жената. Именно ние за утрешниот празник сакаме да пратиме една силна порака, а тоа е дека згрижувањето не е само женски повик, односно порака дека за родова рамноправност во дејноста на згрижување. Бидејќи нашите искуства покажуваат дека се повеќе жени покажуваат интерес и повеќе жени се вклучени активно како носители на згрижувањето во нашата држава и тој процент е некаде 78 наспрема 22 мажи. Меѓутоа, на овој начин сакаме и да го освестиме стереотипот дека згрижувањето не е и не мора да биде само женски повик, туку е дејност со која што можат многу успешно да се бават и мажите, а тоа го докажуваат и нашите 22% на мажи, кои што активно, веќе некои од нив и повеќе од 10 години, обезбедуваат грижа за децата без родителска грижа, учествуваат во градењето на тие релации со децата, во градењето на подобар живот, на поуспешни млади луѓе. Така згрижувањето е нешто со кое што во суштина се бави целото семејство. И во оние семејства каде што згрижувачката функција ја носи жената, каде што она е носителот на згрижувањето, мажите и целото семејство се активно вклучени во грижата за децата. Буквално целото семејство. Јас ќе искористам еве тука честитката. Ќе ми помогнат колегите. Многу е убава честитката. Многу е емотивна кога на прв поглед ќе ја погледнете. Но сигурно има некоја содржина како е направена и што се крие зад. Ние оваа честитка која е пораката? Ја направивме заедно со нашите згрижувачи и тука на еден символичен начин се представени 8 жени згрижувачи и 2 мажи згрижувачи кои праќаат порака, прегратка за рамноправност и порака која треба да стигне до сите хумани луѓе да ни се придружат во создавањето на топол дом и грижа за овие деца без родителска грижа. На овој начин ние сакаме да пратиме апел и да допреме до сите хумани луѓе, без разлика на полот, да се вклучат во оваа хумана мисија. Една од згрижувачите е тука заедно со нас, Лейла. Така. Оно што ми го раскаже и твојата приказна за како стана згрижувач и колку го прави, тоа се уште емотивно ме држи, уште пред да се подготвуваме за разговорот, пред да почнеме, така да те замолувам да го раскажеш тоа и на гледачите. Како стана згрижувач? Ајде од таму да почнеме. Пред се ви благодарам на поканата и отстапениот простор, што се повеќе се разговара на тема згрижувач. Јас на почетокот, кога станав згрижувач, станав онака спонтано, имајќи желба пред се да згрижам дете кој е останато без родителска грижа во мојот дом. После тоа, чекор по чекор, девојчето кое беше згрижено во моето семејство
веќе подолго време беше останато, веќе 2 години напред, па 3, и така самото поврзување со децата, првото дете згрижено, веќе не беше така лесно да се откажеме, бидејќи оваа... Тоа е веќе дел од вас? Да, оваа работа треба да ја сакаш душевно, да го правиш тоа на најдобар начин, затоа што сепак тие деца на крајот на денот возвраќаат со една насмевка и се задоволни од целодневната наша грижа како семејство, почнувајќи од јас и сите во семејството. Не само што давате љубов, така, грижа, топол дом. Да. Пред се вие сте тука во тие клучни години кога им треба воспитување, образование, поддршка, се. Така. Останувате ли потоа во контакт со децата? Секако да, бидејќи емотивно после подолго време кога се згрижени, децата се јавуваат, ние исто, они нас не бараат, доаѓаат во нашиот дом, ќе поседат и така, приврзани се. Она што вашата работа ја прави посебна и јас би рекла надхумана, е што вие сте специализиран згрижувач за дечиња со посебни потреби. Да. Деца со посебни потреби, комбинирани пречки исто така и интервентно семејство, каде што се згрижуваат деца во текот на целиот ден и ноќта. Значи интервентно семејство, во секој дел од денот, ноќта може да се згрижи дете кое ќе остане во социјален ризик. Тоа значи дека буквално живеа со вас? Да. Колку во моментот имате деца? Сега во моментот се згрижени 2 дечиња, од кои едното е веќе од најмала возраст, 15 години е со нас, и другото девојче исто кое со потреби е згрижена веќе скоро 2 години. 2 години. Да. Колку ви помагаат вашето семејство? Сите сте вклучени, веројатно? Секако да. Сите сме вклучени во оваа работа. Семејството, сопругот, ќерката се поддршка. Да. Колку нема зборови за тоа дека со какво мнение ги растете вашите деца, дека треба да пружат рака, да отворат дом, да помогнат? Секако да. Во денешното општество и сите турбуленции кои што се случуваат, навистина, особено кај младите. Треба да ги охрабриме нашите сограѓани да кој е во можност, кој сака да го прави тоа пред се, да си едноставно да пробаат, да почувствуваат таа хуманост, да направат нешто добро. И тоа повеќе ќе трае. Јас мислам дека нема така лесно да се откажат ако веќе влезат во таа хумана работа. Вие 15 години веќе работите, така? Да, 15 години. Валентина, еве го телефонскиот број 075-277-447 за сите оние кои што се заинтересирани, сакаат да добијат повеќе информации за згрижување. Кој може се да стане згрижувач? Кој е всушност, еве сите кои што се заинтересирани, кои што ќе се јават на телефонот, потоа кои чекори следат, за да некој се одлучи ја добие титулата дека е достоен да биде згрижувач? Па најпрво, за да се биде згрижувач треба да се има хуманост во себе и да се имаат оние човечки карактеристики како што ги има Лела, како што ги имаат нашите згрижувачи, луѓе кои се мотивирани, кои внатрешно се мотивирани да дадат љубов, да помогнат, да згрижат дете, да обезбедат една сигурна, безбедна, нежна средина во која што детето ќе може, како и сите деца на целиот свет, значи дете кој што без негова вина е изгубило родителската грижа, да има услови да живее во една семејна средина. Значи, покрај тоа, потребно е да се задоволат и одредени законски критериуми за да се стане згрижувач.
Најпрво тоа треба да сте возрастно лице, значи полнолетно, кое што е државјанин на нашата држава, кој што е работоспособен, кој што е психофизички здрав, кој што не е осудуван или не му е одземено родителското право, има минимум стамбени и материјални услови за згрижување. Значи, тоа се некои критериуми кои што се пропишани согласно закон, согласно стандарди за згрижување, и секој заинтересиран граѓанин може да се јави на овој телефон, да си ги добие бесплатно, значи сите информации. Да, и потоа вие ги низ целиот процес што следи, вие ги водите. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства на СОС Детско село целиот свој тим ја го води, нели, секој кандидат, секој потенцијален згрижувач низ процесот. Значи, најпрво овие лица треба да се обратат до местно надлежниот центар за социјална работа, каде што ќе достават барање и соодветна документација. Потоа влегуваат во еден процес на обука. Тоа го обезбедуваме ние со една програма која е прекрасна програма за вовед во згрижувањето, по прајт методологијата, и таа обука всушност ги подготвуваме идните згрижувачи за предизвикот со кој што, нели, е потребно да се соочат, а тоа е згрижувањето на деца без родителска грижа. Значи, која е обврската на згрижувачот? Згрижувачот има обврска да соработува, бидејќи како професионалец во тој поголем стручен тим, неговата улога е многу значајна. Да. Значи, зборував ми со Лила за тоа, колку е значајна улогата? Многу е значајна затоа што покрај тоа што згрижувачот обезбедува 24 часовна, секојдневна нега и грижа за децата, тој е еден член на еден поголем професионален тим кој што го планира развојот на децата, кој го следи, кој го поддржува, го поттикнува, бидејќи згрижувањето на деца без родителска грижа е една комплексна работа и бара поголема соработка и со институции, и еве со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, кој што е во постојана поддршка на згрижувачите, следење на грижата за сместените корисници, обезбедување на можности за задоволување на најосновните потреби на децата, меѓутоа и влечење на развојот напред, до обезбедување на континуирани обуки, советувања, значи и еден професионален раст и развој на згрижувачот. Бидејќи згрижувачот како професионалец во ова... Тоа е веќе професија. Ако навлезете, така беше, ако навлезете ќе ја засакате, веќе тоа е професија. Да, и има потреба да постојано се надградува своите компетенции, да ги надградува, да учи, да се справува, и тука сме ние, нели, целиот... Како поддршка. Како поддршка, да. Како поддршка. Утре денот како ќе ви биде организиран, во колку часот почнува? Да, за утре имаме и овие планирано... честитки ќе бидат делени, така? Ќе ги поделите вие? Ќе ги делиме на самиот настан. За утре имаме планирано повеќе активности, за да го одбележиме овој ден на еден начин кој што ќе го промовираме истовремено изгрижувањето, меѓутоа и ќе имаме, нели, оваа исклучителна можност да на нашите згрижувачки и минати, идни и сегашни им го честитаме празникот. Исто така на децата, односно на младите девојки и жени кои се излезени од системот на грижа, кои што успешно се справиле и со предизвиците, кои што сега се успешни млади лица, сакаме и на нив да им го честитаме празникот. За утрешниот ден планираме да бидеме во Доиран и во Богданци. Тоа се две општини кои се под надлежност на нашиот центар, каде што во една непосредна комуникација со граѓаните ќе ги делиме овие честитки со надежда дека ќе стигнат во вистински раце до оние хумани луѓе кои што
без разлика, нели, на полот ќе ни се придружат во оваа мисија, нели, да се обезбеди топол дом за децата без родителска грижа. Јас имав можност сега да запознам Лила Шабани, се надевам дека ќе имаме повеќе како неа, но и мажи кои што ќе влезат во овој процес, се цел да имаме повеќе детски насмевки. Да. Ви благодарам за гостувањето денеска. Вас. Се гледаме, се разбира, во друга прилика. Ви благодараме и ние на просторот што би го оставите.